Турската компанија ТАВ се уште не обезбедила кредит за модернизација на двата македонски аеродрома, иако истекуваат последните 3 месеци од продолжениот рок за отпочнување на проектот. Соочено со финансиската криза, ТАВ во декември минатата година побара одложување на реконструкцијата на Скопскиот и Охридскиот аеродром и изградбата на карго аеродромот во Штип. Според признанието на председателот на Турската стопанска комора, потрагата на ТАВ по кредит од 200 милиони евра засега не дала резултати. Убеден сум дека ТАВ ќе ја надмине оваа ситуација. Знаете, во светски рамки денеска е голем проблем обезбедувањето на готовина, но ТАВ тоа ќе го стори успешно, бидете убедени. И во владата се оптимисти. Засега не размислуваат околу ризикот за ново одложување на инвестицијата, според која турската компанија, откако ќе ги модернизира, во следните 20 години ќе стопанисува со македонските аеродроми. Вчерашниот бизнес форум имаше презентација и од самите представници на ТАВ, кои покажа сериозен интерес за инвестиции и за тргување со Република Македонија. И за сега мислам дека тоа е последната информација што има. Според информации на Алфа од Скопскиот аеродром, представниците на ТАВ не ја искористија посетата на Македонија и одржувањето на турско-македонскиот бизнес форум во Охрид за какви било разговори со нив околу овој значаен проект. Владиниот договор со ТАВ, кој е еден од низата обиди за модернизација на македонските аеродроми, истекува на 30 август.